Ние македонците вистински ја сакаме татковината. Кој има право за тоа да не обвинува? Нашите планини со смртта ќе ги отстапиме. Сите ќе треба на нив да не погребат. Кога ќе спиеш ти сон непробудни? До кога ќе чекаш времето да дојде? Поминаа више 500 години како народ трпи и тебе те чекат. Власта на турците падната е веќе, но наместо неја тројна тиранија. Крвнија ни братија и едни повера со логи измена туријан јарем. Се што ни е мило нам ни го зедоја мајки, сестри, деца, впитачи пуштие. Наши отци, братија невино загубија и земјата натри ни ја разделие. На радост е рана, у наши врагови македонец трпит, но не заборават. Љубов за слобода в срцето му горит и готов е дудрит в заветни свој час. Разбуди се, Марко, од вековни сон и повикај в помош стојна самовила, качи се на твоја коња шарца и вроци си земи тешката пузина. Ти поведи народ за единство мило и душману кажи да е Марко жив. Димитрија Чуповски е значаен деец и борец за создавање на македонскиот идентитет, јазик, говор, како и заштитник и поборник за независна и автономна Македонија. Неговиот лик и дело не само што е истражуван како научник, картограф и лингвист, туку преку мерните уметнички творби станува бесмртен и во македонската уметност и литература. Неговиот лик и дело се олицетворени во драмата на Јордан Плевнеш, Последниот ден на Мисирков, во чие дејствие се појавува како лик и го моли Мисирков да ги однесе сите списи за да ја докаже македонската посебност и да го утврди македонскиот идентитет пред Бога. Господине Мисирков, доаѓам од името на другарството и на македонската колонија во Санкт Петербург за да се збогуваме. Мораш се да земеш. Статии, меморандуми, весници, говори во Отоманскиот меджлис, во францускиот, германскиот, американскиот, дури и во јапонскиот парламент, се во прилог на слободна и независна Македонија. Господ Бог, сполај му нему, мора да види и да се опсени, зашто страдална Македонија нема помош во својата борба. Сите ние сме нормални со самиот факт што тебе ти се обраќаме да ја одбраниш нашата кауза пред Господа. Замисли ако Господ Бог не зборува бугарски, руски, турски, кој од нас може со него да се разбере освен ти? Ти еднаш ми рече дека Господ Бог сигурно зборува само санскрит, а ти си единствениот македонец што научи санскрит. Ти си избран од лингвистички причини, брате Крсте. За да ја истакне државно-правната традиција на овој простор, Чуповски цел живот на часовникот ја носеше парата со ликот на Александар. Стариот соборец и тогашниот ленинградски македонец Гашо Чамишовски на Чуповски му дава фотографија со посвета на македонски. Давам својот лик
на најдрагиот ми другар македонец Димо Димов Павле Чуповски, на најдобра памет за нашето едномисление, за самобитноста на нашата таткоина Македонија. Се надеваше дека ќе го дочека ослободувањето и обединувањето на својата татковина. Но смртта беше побрза. На 29. октомври 1940 година македонската колонија се прости од својот водач. Покриен со македонското знаме од 1914 година, беше погребан на Николските гробишта во Ленинград. Син му напиша на крстот: Димитрија Димитриевич Павле Чуповски, умрен на 63 години. Борец за правото и слободата на македонскиот народ. Остана до крајот турски поданик, не сакајќи да го прими државјанството на новите поробувачи и делачи на неговата татковина, ниту пак советското, зашто фанатично мечтаеше да се врати во својата обединета и независна Македонија. Неговата предана сопруга, Лидија Павловна, за него рече: Тој беше македонец и ништо друго на светот.